Црвените елеци на СДСМ ја шетаат Македонија. Една година пред одржување на парламентарните избори, партијата на Ковачевски излезе на терен, а и плати пари за нивната кампања рамо до рамо да биде и на уличните билборди. Социјалдемократите почнаа предизборна кампања, иако беа децидни предвремени избори немало да има. Зошто сега се превземаат вакви активности и какви пораки упатуваат? Дел од комуниколозите и аналитичарите согласни. Знаат дека тонат, сега го проверуваат пулсот на членството. Аналитичарот Пекевски за Алфа вели дека сега им текнало на СДСМ да се појават пред народот и да се представуваат како народна партија. Злодејачката партија е свесна дека незиниот брод тоне и по мое мислење ќе доживее судбината на демократска странка во Србија и ќе се сведе на минорна партија во Македонија како партиите на ЛДП и НСДП. Зошто се они меѓународни, зошто ја прават оваа кампања? Заради тоа што сакаат да го одвлечкат вниманието од скандалите и од коруптивната сделка што ја имаат направено со конзорциумот Бехтеленг. Од власта и ДУИ прави кампања, меѓусобно со фракцијата си ги мерат силите преку средби со граѓани, па дури и митинзи. Комуникологот Кордалов вели партиите треба да внимаваат каква содржина промовираат и да излезат на вистина меѓу народот, оти само ако одат кај партиските поддржувачи, нема да добијат ништо плюс. Сите политички партии во најголем процент од времето одат кај своите членови и симпатизери. Зошто го прават тоа? Сметам дека од неколку причини. Првата причина е поради тоа што се така навикнати и тоа е едноставно лесен рецепт што се применува од година во година. Втората работа заради тоа што секоја политичка партија се плаши од реакциите на луѓето, доколку не ја контролира целокупна ситуација, тоа е нешто кое што најмногу го подрива нашето општество. Мора да разбереме дека различното мислење, па дури и критиката, е многу здрава и многу добра. СДСМ и ДУИ сепак продолжуваат со средбите и билбордите. Иако негираат дека се можни предвремени избори, сепак нивните кампањи личат токму како да се наменети за избори. ВМРО ДПМН секојдневно бара бирање на нова власт и тие се на терен и имаат средби со граѓани. А и од движењето БЕСА, односно нивниот претседател Касами, веќе изјави дека оваа година сепак се можни предвремени парламентарни избори.